Dami i gospoda, započnjuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Народот на закажано време, дека ве очекувам во оваа наша интерактивна трибина, која сигурен сум ќе го задржи. И го задржувам вашето внимание, со оглед дека интеракција, нашата најава овие 24 часа, да бидам искрен, ми испрати многу голем број пораки, тоа зборам со моите соговорници, ми принесуваат, пратите ми го линкот, имаш супер тешкаши како соговорници. Ми тоа предизвик. Да, почитувани, темата денеска е заробена држава, Arrested State, но имаме уште една друга ситуација, дали е уништена таа држава, таа ќе ја третирам со моите почитувани соговорници, амбасадорите Зоран Дабич. Добро вечер и добро вечер. Добро вечер. И неговата ексцеленција, амбасадорот Ристо Миковски. Добро вечер, амбасадоре, и добро дојдовте. Вие сте преку Скајп, али сепак сме во една прекрасна заедничка екипа. Значи, преку Скајп... Поздрав за сите. Благодарам. Добра вечер и поздрав за сите. Благодарам многу. Со оглед дека режијата веднаш ќе не вклучи сите, ќе бидеме на скринот. Првото прашање апропо ова заробена држава, апропо до денеска, тоест до вчера, важеше закон, тоа тајмингот да речеме, околу промената на личните документи, патните исправи, што создаде голем хаос во државата. А од друга ситуација, ако ми дозволите, амбасадоре и вие, господин Николовски, би дала една мала презентација на тоа како сегашните следбеници на автохтоните сојуз на комунистите кои ја создадоа државата Македонија во рамките на поранешна Југославија, не го исполнеа аманетот на своите претходници и дефинитивно, со еден збор, не ја продадоа, ја дадоа на вересија Македонија. Еве, режијата ќе ја замолам да се подсетиме, ексцеленци, прво да видиме слайдот со македонскиот апостол Гоце Делчев. Гоце Делчев своевремено изјави, така и Григор Прличев, тешко на таа земја која има предалници, тешко на тој народ кој е составен дел на една продадена душа. Да, Гоце Делчев уште тоа го предвидел, како што ја кажав, дека тој светот го доживал како поле на културен надпревар. Од друга ситуација, пред членот на председателството на Југославија, Лазар Кулишевски, кој денеска имаше една промоција на една негова книга, а неговата ексцеленција господинот Ристо Николовски беше промотор на таа книга. Во рамките на презентација амбасадоре Дабич, тој се скарал со Тодор Живков токму, значи с Лазар Кулишевски, за и околу македонското прашање. Можеме само тој слайд, ако можеме да се подсетиме на господинот Лазар Кулишевски, која денеска имаше една прекрасна презентација книга за неговиот лик и дело. Но како и да е, па потоа одиме со Бранко Црвенковски, инаку исто така важи за председател на Социјалдемократскиот сојуз, кој ги остави фундаментите, меѓутоа и постигна еден авторитет меѓу членството. Не го смени името и покрај големите притисоци, и тој кажа дека го замрзнувам моето членство во СДСМ, се дека Зоран Заев се бави со пазарењето и трговија. Да, тоа е на преградка меѓу Зоран Заев и Бранко Црвенковски, но човекот, председателот на СДСМ Паранешев го вели, го замрзнува членството во СДСМ ради договорите меѓу Бугарија и Македонија преку Зоран Заев и Борко Борисов. И конечно Зоран Заев, се сеќавате, ексцеленци, како ветуваше се колнеше дека нема ништо да стори. Одиме со тој краток прилог на Зоран Заев, кој се колнеше во дедо и прадедо и чукун дедо.
Моето прашање е доколку социјалдемократскиот совест нели така дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко и сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставот. Да, само че само мрежите на контрола да имаме у студиото со тонот. И втората изјава после ова, колнење, Чукунденов, така да Заев што изјави на денот на подпишувањето на Преспанскиот договор о Нивице? Моето чувство денеска, кое го делам искрено со сите вас, е дека со подпишувањето на конечниот договор за решевањето на прашањето за името и за стратешко партнерство меѓу нашите две земји, навистина поместивме планини. Тогаш, кога многумина се сомневаа, ние потврдивме дека е возможно. Денес ставаме крај на еден спор. Ставаме крај на повеќе годишни разлики што издигнаат зид кој ги отежнуваше пријателските односи меѓу соседите. Да, тоа беше на брзинка на ретро. Ваша ексцеленција, од таа гледна точка до ден денеска што имаме? Имаме заробена држава, во кој македонскиот народ породи државјанство, тие што чувствуваат државата како татковина, се заробени, апропо и сега ова, во неизминатите 24 часа, во еден домашен притвор. Не може да излезе од државата. Можеме на господинот Николски да му дадеме простор? Да, секако. Дали сме заробена, уништена или која врши саботажата во Македонија? Видите, прво беше клучна и најголема грешка тоа што го кажа предходниот премиер, дека со договорите Нивици со Бугарија ние ги решаваме проблемите со тие држави. Напротив, ние ништо не решивме, со тие договори ние фактички ги ставивме проблемите со нив на маса и де факто со нив се зачуваме проблемите од тога. Од договорот со Нивици, Евденоиве, цел народ е вознемирен, држава е тотален хаос, па е уништена држава, не е заробена држава, уништена држава. Државата зашто постои? Да го организира и овозможи нормалниот живот на своите граѓани. Пака и нас не. Вие уставно основно право е слободна билет. Нема и налични документи, вие не смете од дома да излезете. Бите ќе ве казвам на улица зашто немате документи. А второ, не може да поминете преку граница. Така да се работи иштена држава, која лидери на власт не знаат што да прават, само ќе ви дам еден пример, не е главна тема, и од еднаш измислија, на крајот кога тој рок од 5 години од Нивици е катастрофална грешка на самиот договор истекува веќе, нели вчера истече, односно на полноќ и лични документи нема. И вчера објавија дека нема да важат и возачките дозволи, нема да важат и сообраќајните дозволи. Замислете, после 5 години некој се сети дека тие два клучни документи нема да важат. Познато беше за посочите дека нема да важат. И што направија? Ништо. А ние веќе на вашата емисија едно објаснувавме многу детално дека треба само да се прати нота и со таа нота да се јави на Грција дека тој дел од договорот е суспендиран на ден начин и дека накнадно ќе известиме кога тој ќе влезе во повторно важно, значи не е промена на договорот, не е откажување на договорот, не е потребна грчка согласност, него само една нотификација. Со нота се објавува и воина, а со нота беше и потврден тој договор дека важи. И сега можеме да тоа суспендираме. Меѓутоа тоа дојде, требаше некој да го знае тоа, меѓутоа кај нас Амбасадоре, токму тоа сакам, че имаме тој дискус меѓу амбасадор Дабич и вас
околу тоа хомолозите да требале да воспостават линк. Амбасадоре, што ќе додадете апропо сето ова што кажа амбасадорот? Дали сме уништена или заробена држава со еден збор? Добро, јас може би малку вака како некоја година помлад па гледам пооптимистички. Јас мислам дека сме заробена со голема можност да бидеме ослободени многу брзо. Така? Да. Грчката реакција дека не дозволуваат продолжување многу е лоша за нив. Што би додали на сето тоа? Па вака, јас кога ја слушнав реакцијата која уследи по нашето барање да не излезат во пресред за технички да можеме да го исполниме она што е ветено во договорот, беше негативна и тие застанаа многу тврдо против било какво продолжување. Тоа многу ме чуди, бидејќи грчката дипломатија е добра дипломатија и ретко влече погрешни потези. Јас бев сведок на неколку инострански дипломати кои се шокираа од ваквата грчка одлука и буквално беа збунети со прашање зошто тоа сега им треба. Одговорот е многу едноставен. Ние бона фиде ги исполнуваме условите, може би не ги сакаме, но ги исполнуваме условите, почитуваме принцип пакта sunt servanda, дека договорите мора да се испочитуваат. Но во секоја политичка добра волја и желба постои можност некој пат технички и да се заостане во определени делови што не менува суштината на договорот. И тука грците покажаа една многу голема ригидност што мене исто така ме збуни, која уопште не е оправдана, не е добра ни за нивниот имидж и единствено би можел да ја објаснам, може би да ја појаснам со нивни внатрешни, меѓусобни, да речеме, проблеми. Да. Амбасадори, за двајцата со оглед дека грчкиот министер за надворешни работи беше многу ригиден, што викат цврст во ставот, имајќи факт го слушам и македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој бил како рече брутално искрен, дека no way, нема шанси. Видите, тука мора има друго поинако објаснување. Грчката страна, нити министерот, нити председателката, нити премиерот, никој од нив не може да ни даде согласност. Тоа е кршење на договорот. Договорот е таков како што е и во Грција никој нема мандат да рече ете добро, вие сте се, нели, не сте успеале, па ајде нека помине тоа. Така не се прави во дипломатијата. Во дипломатијата постојат ноти и постои начин на комуникација. Самото тоа да барање од грците да ни прогледаат низ прсти е навреда за Македонија, понижување. Како што претходно реков, ќе повторам. Само со нота тоа се известува. Грчката страна нема тука да каже да или не, само може да не согласи да не даде на суд, а тоа не може да го направи, и ако го направи ќе изгуби, зашто нема никаква логика. Ние не бараме ни промена, ни откажување на договорот, ништо. Само им кажуваме дека една наша обврска ќе доцни, а кај е нивната обврска со протоколите, односно меморандумите. Не исполнува. Според тоа, не може да се бара согласност усмена. Во дипломатија да се комуницира со ноти, и ако се пати таква нота, Грција ќе беше ставена пред завршена работа, пред свршен тим и немаше ништо. Да, таа нота, двајцата амбасадори, значи таа нота требаше да ја направат, да напишат министерот за надворешни работи или премиерот, односно председател на државата. Согласно? Не може тука никаков премиер. Тоа е работа на Министерството за надворешни работи, а нотата јас ја објавив, медиумите не мораше да измислуваат. Нотата ја се објави. Знам дека создаде реакции, да се нешто додаде, да се прецизира и да се испрати, и беше завршена работата со сите наши документи, од пасоши, лични карти и све друго. Да, да беше големата бежанија, како речем на МНР, ако сам така да значам, забрзано се прават обуки на повисоки звања и тоа грчевите се борат да испратат со повеќе своји луѓе во странство. Ова е малце
Не, веќе видено, меѓутоа дека маце дрско, предрско, видовме денеска лопата да речам политика, 24 часа пред да се објават изборите да се распишат. Видовме што се случи повторно тој фамозен автопад. Да. Ангажира багери и цето она, после половина час 50%. Како го дефинирате двајцата се това? Тоа што се случува во Министерството, последните неколку, да речеме, недела две, е навистина без преседан. Спас на собствена кожа или? Министерството, знаете дека беше анестезирано и умртвено последните 5-6 години воопшто. Од времето на Димитров, а уште повеќе во времето на Османи, функционира само кабинет на министер. Целото министерство е одсечено од работа и буквално имате една ситуација на отуѓеност, апатичност и па во голем број случаи и на неработење како резултат на големото разочарување. Одеднаш ситуацијата се смени, луѓето 10 години бараат обуки за високи звања за министер советник, не се излегуваше во пресред, сега одеднаш секој ден обуки, фрчат тези се бранат, по 5-6 души дневно бранат тези, значи се прави еден обич што повеќе од луѓето. Јас разбирам, кариерата на Османи како министер е готова и тој го знае тоа. Тој кандидат председателски се избира. Добро, зборам за министер за надворешни работи. Тука е готова работата и тој сега се обидува што повеќе да излезе во пресред на своите сопартици, бидејќи она што ќе остане во историјата запишано за него како министер за надворешни работи е првата точка ќе биде дека ревносно се борел за реализација на партиските интереси во МНР. Да. Господин Николски, го слушаме амбасадор Одабич. Што ќе додадете вие, апропо се тоа што е спомнато, партизацијата на Министерството за надворешни работи, кој може да биде министер, а кој дипломат? Видите, прво и основно, дипломатијата е занает. Еден од најстарите занаети. Вела дека И уметност на работа. Конституцијата и дипломатијата биле најстари занаети затоа што биле потребни, разбирате. И затоа се наметнале како први занаети. Знаете, ние во држава имаме едно чудо амбасадори, ама тие не се дипломати. Тие се само амбасадори и титулата се носат што биле амбасадори. Дипломат е некој што е градил кариерата во министерството, разбирате. Така да во Австрија ми се чини има правило, министр за надворешни работи не може да оди за амбасадор, затоа што министрите не се дипломати генерално, освен ако не излегуваат од собствената куќа, разбирате. Тие се политички поставени. И ова све што кажува Зоран покажува дека нашето министерство се уништува, како и цялата држава, значи државата е уништена, не е затворена, или како би рекле, нели така, кој беше другиот израз, не ми текна, не ни важи. Државата се уништува. Го спомнавте пред малце и патиштата. Бехтел и Јенка е начин како Македонија да банкротира. Разбирате, Бехтел и Јенка договорот е 1,3 милиарди евра. Тоа е 10% од бруто домашниот производ на Македонија. А тој на крајот од денот ќе дојде преку 2 милиарди. Тоа нема никаква дилема, бидејќи договорот ништо не е прецизирано. И јас ќе ви кажам за споредба. Во Америка 10% од домашниот бруто производ е 2200 милиарди долари. Ако некој се осуди да направи таков проект, исто ден ќе го обесат на првиот площад. Имаме околу половина час за емисијата, да имаме доста прашања. Режијата, претпоставам дека ќе воспостави линк со председател на Демократскиот сојуз, господин Павле Тријанов, кој излезе исто така со еден став околу повторно, да речам, спомнувањето да не го потребам зборот со хашките случаи. Стигна барањето на Дуња Мијатовиќ, тоа е висок комесар за човековите права при Советот на Европа, и испрати писмо, јас мислам дека режијата ќе може да не го пушти, да не го проследи на како слайд за двајцата, а секако и Павле Тријанов ќе го има да даде своје толкување. Се работи за укинување на автентичното толкување на законот од 2012, така? Не, во 2012 е автентичното толкување на законот од 2002, законот за амнестија. Така. Ова е писмото што беше упратено од господјата
Дуња Мијатовиќ до сите премиери на поранишните југословенски републики, вклучувајќи го господинот Ковачевски, да, меѓутоа тоа некако го забушотиле, го сокриле. Повели. Па, вака, Дуња Мијатовиќ го завршува својот мандат при крајот на март оваа година. Таа претходно, таа има големо искуство во темата човекови права. Таа беше претходно во времето дека јас бев амбасадор во Виена во ОПСЕ, таа беше комесар за слобода на медиумите и ја паметиме по некои интервенции тогаш и кај нас. И заедно го составувавме закон за медиуми, таа со својот тим, тоа го организиравме преку комисијата во Скопје и тоа беше успешна акција. Дуња Мијатовиќ е многу респектирана во меѓународните кругови како голем експерт и таја мене ми е многу само чудно зошто толку доцна го отвори ова прашање, но веројатно за некои прашања пак никогаш не е доцна. Таа го отвори прашање за целиот регион, не само за Македонија. Значи Косово, за секого за своите работи, да си ги погледнат, да практично како да се обезбеди иднина на регионот, начин да се отиде кон тоа да не го шириме многу експертски е да се помине низ една катарза. Значи, секој држава, секој еден чинител што беше дел од поранешна Југославија, треба да помине низ некоја своја катарза, низ некои проблеми низ кои поминал, низ некои злосторства, да се разгледаат, бидејќи таа многу умно сватила дека не може да има долгорочен мир, доколку иднината продолжи на некои пресуди, на некои одлуки, на некои политички дејанија, кои не се составен дел од правниот систем. Рече, дали имаме линк со господинот Трајанов? Ако имаме, можете да го вклучите, во колку нечего ќе му дам просор на амбасадорот Никовски да одговори. Иницијатива на Мијатовиќ, јас се сложам, таа е респектирана личност во мигрантната заедница, или се работи за одредена политика која Советот на Европа ја сега ревитализира на некој начин. Ако е второто, ако се работи за политика, добро е што таков предлог дојде до кај нас, бидејќи е клучно ова држава да расчисти со некои работи, особено од војната во 2001 година, од агресијата од Косово, и да се некои личности кои тогаш направија злосторства, разбирате, војни злосторства, да се соочат со правдата. Правдата доцни, али таа секојаш стигнува. Доказ за тоа е Косово, каде еве го сега претходниот нивни лидер на УЧК и председател Хашим Тачи е во Хаг заедно со неколку негови соработници. Меѓутоа, ако ова остане да ние го расчистуваме тој проблем, бидејќи да не забораваме, тие случаи нам ни беа вратени од Хашкиот суд. Тие треба повторно се вратат таму и Хашкиот суд да ги суди, а не ние самите. Тој документ ќе остане и ќе мора порано или подоцна се. Сакав да кажам дека фактички самата активност на Дуња, проактивност да го испрати документот до владите, ја покажува и неефикасноста на меѓународните институции, како што вели амбасадорот на судот во Хаг, кој ги испорача случаите на нашата влада, односно веројатно и други такви случаи на другите влади, да се расправа таа со нив, бидејќи немаше ни политичка волја, ни храброст, но подбаци во поглед на правото. И тоа е тоа што сега Советот на Европа го потенцира. Интересно е амбасадор Никовски, што е амбасадор Давич. Доналд Трамп на неговото заминување, се сеќавате, исто така покрај иницијатива да се преиспитат случаите и беше поканет господинот Али Ахмети на сослушување во Хашката канцеларија. Значи ли тоа дека веќе се најавува победата на Трамп, според анкетите и се тона, може ли да дојде до ревизија на овие случаи под плаштот на големиот брат? Видите, суштината е во тоа што де факто Хашкиот суд не е само судска институција, таа е политичка институција. Помногу што. Да не одиме подалеку, само да го земе македонскиот случај. Ние бевме жртва на агресија од Косово пред се, разбирате, се разбира со соработка на наши луѓе. И што се случи? Двајца македонци беа испратени во Хаг и судени до крај,
а никој од другата страна која беше окупатор, односно изврши агресор. Фаќате? Значи, тоа сега некако се доведува под прашање, и ќе видиме која ќе биде реакцијата на Хаг пред се. Бидејќи Советот на Европа нема такви ингеренции и сега топката треба се врати во рацете на Хаг. А да не забораваме дека, само уште нешто, само уште два збора, да не забораваме дека македонскиот случај е најтипичен и не може споредува нити со Словенија, нити со Хрватска. Таму има војна меѓу Србија и односно ЈНА и Хрватска, и ЈНА и Словенија. Таму беа сосема други условите. Ова е нешто најспецифично, навлегува во меѓуетничките односи и велам, во целина нашиот став треба да биде. Ви се молиме, ние апсолутно ја поддржуваме иницијативата. Еве Бујрум, Хаг нека си ја преземе својата улога. Јас тука ќе апсолвирам со прашање со оглед дека начнавме тема што другите ја стават под тепих. Дали го добиме господин Павле Трено ја се извинувам по трет пат прашам, но ред. Ако го добиме да го вклучиме и него со оглед дека е во сценарието. Но како и да е. Се рековме заробена држава. Имајќи факт дека дука македонскиот народ породи државјанство, да речам, не албанскиот народ, доаѓа во еден вид на еден апартхејд, според јавното мислење и експертско мислење, кај што се дерогирани нивните човекови права и хумани права во секој случај. Видичи, коалицијата октроирана ДУИ, СДСМ, во овие 7 години создадоа голем хаос од државата. Најде само прво да не го суспендираме 20 амбасадори, а ќе продолжиме со да околу заробена држава или уништена држава. Симптоматично е, Ваша Екселенцијо Николски, а јас му благодарам на амбасадорот Даби, што може би еден од првите го спомна. Режеме мало, може би додиме со слайдот македонски пасош и втората страница каде е печатот. Да видиме што е тоа што е малце интересно, да никој не го спомна. Амбасадор, може да ја коментирате, ова е пасош, ова е мојот пасош. Само да ви кажам, мојот пасош јас го извадив 2021. Замислите, колку години има? 3 години после Преспанскиот договор. Да, од 2021 ми е издадено до 31 со име Република Македонија. Аз сум платил тогаш 2500 денари. И јас и сопругата. Што не е коректно во секој случај. Од друга страна, ве молам, втората страница, ве молам, можеме ли зум некој? Тука пишува дека амбасадор коментира. Сега, да, не може да го прочитам дека од овој пасош овој е собственост на Република Северна Македонија. Значи, дали е ова факт дека во секој пасош имаме корпус деликти дека патната исправа е верификувана дека е регистрирана од држава Северна Македонија. Дали требаше вакви трчања, дали може се пушти македонскиот граѓанин да патува низ светот? Амбасадорот Николски беше во право. Тука не треба никакво молење, ние имаме факти, имаме доказ, крунски доказ би рекове токму овој печат, каде што се пуштите го пав, посочува на, значи, на суверенот на која држава, значи ја држава е пасошот. Значи ја држава е пасошот. Така да никакво можеби молење не требаше на Грција, туку едноставно требаше да се известат само, се разбира комуникацијата се врши со дипломатска нота, дека ние сме, нели, на добри пат сме да ги извршуваме бона фиде сите обврски, дека во нашите пасоши во теке, да го објасниме процесот што се случува, дека во теке измена на патните исправи, дека тоа е навистина комплексна операција, не се само пасоши, него и лично. Ја не знам за таква комплексна операција во Европа после Втора светска војна дека е изведена. Значи, ние тотално оманавме во оваа операција како администрација и како држава, и како политика. И така да, тука навистина се искомплицира со самото тоа молјакање и така, требаше само да се известа дека ние продолжуваме да го исполнуваме договорот, досега толку и толку направени, пасошите имаат печат и физички како истекнуваат, така и ќе се менуваат. И така ќе се избегнеат сите. Да, амбасадор Николски, еве случајно вие имате и вас пасош, режијата ќе го пушта, сега ги потсетиме гледачите, доколку сте дома не гледате, отворите го пасошот и видите трета, четврта страница, ви пишува Северна Македонија. Дали можеше ова да биде еден крунски сведок? Видите, сето тоа може се избегне, али ако имаше држава. Држава овдека нема. Овдека е хаос тотален и секој прави што сака. Знаете што е најсмешно и што покажува дека нема држава, дека е уништена државата? Ознаките на
на овие табличките, регистарските таблички. Интересно. Н латиница МК, на латиница МК. Н што значи? Норд, така? Што значи МК? Македонија. Значи Норд Македонија, нема Норд Македонија. Ако е на англиски Н, треба да биде МЦ, Маседонија. Да, еве имаме тука на слайд. Тоа не третираат како да сме најнискиот, изгубениот протекторат на светот. Не третираат како Дали е тоа нова Македонија, што беше така? Прифатил тоа е недозволимо. Нели се согласите, амбасадори? Нели Велам, се што ставате заедно на мозаик, гледате дека државата е целосно Да, уништена. еве амбасадор Дабич. Нели доаѓа до она дека нова Македонија со НМК, амбасадор Дабич, вие пред 4 месеци го спомнал тоа. Еве го третираме. А јас бев гостин во вашата таблиците одиме, да. Јас бев гостин во вашата прва емисија од последниот циклус, Така е, каде што мислам дека ова прашање го начнавме. отворив и тогаш кажав, а сега ќе повторам нешто што навистина се случи веднаш по подпишувањето на Преспанскиот договор, внатре со колегите разговарајќи во министерството од кои учествувале во преговорите, односно биле дел од тимот, колку учествувале, мислам дека не учествувале многу и овој пример тоа го покажува. Јас ги прашувам што ви значи ова НМК што сте го испреговарале? Тие ми викаат Нова Македонија. Нова Македонија. Викам, окей, ама тоа не е Нова Македонија, него е Северна, нели, Република Северна треба да биде. И тие се збунија. Вика, види, стварно, па викам, или ќе биде сериозно? Republic of North Macedonia, РНМ, или ако е на македонски, РСМ, Република Северна Македонија. Меѓутоа не е ни едното ни другото. И тие каде види стварно како ова ни промакна, не ни текна. Пазете, во едни преговори, ако преговарате. Катастрофа. Да, доколку преговарате, вие преговарате за точки за запирки. Фактот што тие не беа свесни дека зборот НМК не значи, мислам кратенката НМК не значи ништо е фрапантна. Таа покажува дека ниту сме преговарале, нити сме биле дел од решението. Морам тука да запазам еден мој проект, како ја проектирав оваа емисија, меѓу две страни. Значи имаме политичка провениенција, која е авек плезир со задоволство, значи дава се што е македонско, од македонскиот национален интерес. Од друга страна имаме политичка партија која стрикно, значи не сум тука протаже, секогаш реков ја и очекувам представниците на Социјалдемократскиот сојуз, по кој пат ќе спомнам, да дојдат кај што седиме ние тројцата, мислам двајцата и амбасадорот Николски од друга страна, да се вклучат и да зборат со народот. Еве тука би замолил зошто ВМРО не сакаше да го прифати бугарскиот диктат, да биде инкорпориран во се тоа. Ја имаме таа една изјава од господинот Мицковски, кој беше јасно и гласно пуспати порака. Па би сакал да ја коментирате двајцата. Реже, можеме со кусата изјава? Ние сме јасно за европската иднина, но бугарски диктати нема да прифатиме. И мислам дека треба да поразговара евроамбасадорот Гир со неговиот колега во Софија и да седне со владата во Софија и да престане да се однесува асимилаторски и хегемонистички кон Македонија и да го отвори патот за Македонија и македонските граѓани, конечно, после сите национални понижувања и порази во изминативе повеќе од 3 децении, да го отпочне овој пат, како што тоа го направија сите оние народи кои што и држави кои што досега пристапуваа кон Европската Унија. Да, тоа беше изјавата на господин Мицковски, кој беше јасно и гласно пати порака дека меѓународната заедница треба преку господинот Гир да се обрати до факторот дека не треба да протежира такви проекти кои не се во добробит на една суверена демократска држава која е Македонија. Со еден збор го одбил, што му замерија неговите опоненти, дека не се проевропски настроени. Што мислите, амбасадори? Дали политичка партија која го подпиша договорот за стабилизација и асоциација уште 2001 година и низ за други проекти за евроатлантска интеграција е фанатик да речам, и од другата страна некои се преферира дефинираат како европско сојузници или проевропски настроени. Двајцата. А тоа се приказни за мали деца. Мислам, сите тие приказни дека некои партии се проевропски, а некои партии не се проевропски во Македонија. Господинот Николски, мојот колега амбасадор, добро се сеќава колку труд сме вложувале во 90-тите години да ја поставиме Македонија на евроатлантската траса, колку труд сме вложувале
и во време на двете влади, и на СДСМ, и на ВМРО, да поттикнеме развој на нашите внатрешни капацитети за да станеме компатибилни и со НАТО, и со Европска Унија, значи и со аки комунитер, но и со стандардите на НАТО. Тоа е работа од едно 30 години која е зад нас. Значи, тоа е навистина приказни за мали деца, дека не знам, некој бил за Русија, нема да помине. Но она што не помина кај народот е и така наречениот француски предлог, за кој и ден денес се нагаѓа дали е правен во Мала Речица, дали е правен во Франција, во Париз, дали е правен, не знам, некаде на трето место. Тоа никој не го знае. Народот се спротистави. 2002 излезе, дури и нашиот дипломатски синдикат тогаш побара оставка од својот министер, што е единствен случај во светот. Активни дипломати да побараат оставка од свој министер. Еве, можеби амбасадорот Никовски има чуено, јас навистина немам чуено такво нешто. И сега таков еден предлог кој беше протнат инкогнито, би рекол, во Министерството за надворешни работи и никој не го има видено, господинот Бујар го прифати, па дури излаже дека дипломатите застанале зад него. Тоа е катастрофално. Председателот на ВМРО Мицковски имаше одличен предлог, навистина. Прво да се врата малку во времето кога дојдоа проблемите, тој ќе забрзаме. Тој, како водач на партијата, предложи во име на партијата се направи комисија заедничка, дадоа своји предлози како да се реши, тие беа отфрлени. А втора работа, мислам дека навистина е разумен предлогот да се уфрли бугарите, меѓутоа непосредно на самиот влез на Македонија во ЕУ. Амбасадоре, вас лично ќе ме прашам, апропо вашата колумна, која е многу силна, рековте за ова саботажа, велите Вучич бара конференција, значи средба на Советот на безбедност за малцинствата срби во Северно Косово. Ние имаме проблем со нашите македонци во Бугарија, во Грција и секаде. Не побара премиерот Ковачевски претходниот зајави така натаму, туку се откажа. Што ќе додадете апропо, бидејќи влеговме во финале, по минута и пол да абсолвирате, ме молам. Поведете. Видите, Србија се бори за своите интереси, тај држава. Ние напротив распадаваме све и кажуваме дека не сме што не сме држава, веќе ни протекторат не сме. Убаво околу бугарите, прво да се разбереме, во така наречениот француски предлог е договор меѓу Петков во Ковачевски, кај што било очигледно и Османи. Значи, нема никаков договор во Мала Речица, било каква чисти смислици. Што има Бугарија да преговара со Мала Речица и со Ахмети, кога знаа дека албанците се 100% на нивна страна и бришето на македонците има дори повеќе на албанците за голема Албанија, отколку на бугарите за бугаризација на Македонија. Што се однесува до Бугарија и преговорите, треба да биде јасно дека Македонија нема политичка сила, можда некоја маргинална, која е против Европската Унија. Сите се за Европската Унија и тоа е позитивно. Европската Унија е цивилизацијско достигнување на Европа и ние треба да направиме се да станеме членка, меѓутоа не по секоја цена. И да се разбереме, со ова преговарачка рамка, која е се во неа е ставено во Софија, разбирате. И тој француски предлог не е договаран ни во Мала Речица, ни во Париз, туку во Софија. Разбирате, кога сме ние го свиткале врбетот и грбот, разбирате. Значи, се работи за преговарачка рамка која е чиста, во неа е содржана сите синдроми историски на Бугарија. Ако тој договор не се откаже и двата протоколи кои се уште покатастрофални, Македонија ви тврдам, никогаш нема да влезе во Европската Унија. Значи, сите што сакат во Европската Унија треба да наложат и власта и опозицијата, односно сега која се бори за изборите, треба да најави дека веднаш ќе трне во таа насока, ако сака да ја доведе Македонија во Европската Унија. Во спротивно, ќе си талкаме кај што сме и нема ништо да вама изди тешкаша вечерва да сум 45 минути е форматот, но имаме и понатаму и друга емисија која ќе ве поканам. Еве ќе споделам со вас, вашата минута ви е станува на располагање. Добив информации, значи викендов, според едни меѓународни експертски тимови, верувајте му, значи не е фейк ньюс, значи Македонија е оплячкана од овие 30 години
15 до 20 милиарди евра, еквивалентно долар, кои се наоѓаат во светските банки. Тие се замрзнати. Не се замрзнати, не може да ги користат. Ако ги земат, ќе се лапсат. Што ќе додаде амбасадорот Давичи, завршиме со вас, со оглед дека амбасадорот Николски нека го слуша вашиот одговор. Ево беше коска фрлена, нека размислат и моите колеги од медиумите. Па не знам. Значи, точна информација. Да, јас не знам навистина колку пари има, како се тргани. 15 до 20 милиарди, ја ќе дојдам со допис и наредната мисија. Тоа се во секој случај средства со кои нашата држава не би била веќе истата држава, се разбира доколку не завршуваат подоцна во приватни джепови. Еве, нека биде и таа еден шлагвор, да речем, за наредна емисија. Со оглед дека ќе ви се заблагодарам тука, верувате ми. Видите, само една забелешка, ако дозволите. Сам тие цифри, 15 и 20 милиарди долари дека се исцедени, извадени од државата, не може да биде точна. Тоа значи за 3 години независно дека по 500 милиони долари годишно се вадело. Ако некој успеал толку пари да извади од оваа сиромашна земја, треба да му се остават. Тоа никој не може да направи. Тоа се претерани цифри, али дека се крадени големи пари, дека многу тендери се наместени и така на не одиме во мегаломанија и да не одиме со цифри кои не се наравна скоро тема, во која повторно ќе ве индиректно поканам или директно. Благодарам многу, Ваша Екселенција Николски, што бевте нашите соговорник. Господин амбасадор, беше чест и задоволство и вам ви благодарам. Благодарам на поканата. И ви посакам добро здраве и очекувам наскоро. Почитувани, навистина е предизвик да бидете во вакво друштво со ваква тежина на дипломатски профил. Бидете ми живи здрави, ви фрливме 2-3 предизвика, размислите, а јас ве поканам во петок во магазинот кај што ќе учествуват во наредните неколку недели 20 соговорници во 60-минутен простор. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.